Илчо Христоф од Берово повеќе од 2 децении го продава богатството на малешевијата спакувано во тегли, како здрава храна од чиста средина. Тој на секој саем се обидува плодовите што ги собрал да ги продаде. Строго природни плодови, од планината, од шумата. Боровинки, капини, малинки, дренки, трнки и има направено разни варијанти, сладко, сокови со шекер, сокови без шекер, мармалад, нешто компот и така, али важно се да е од природата. Во малешевијата има околу 500 лековити билки, многу од нив пропаѓаат без да се препознаат. Жалфија, чувар на куќата, маточина, кантерион и коприва, семе од коприва. Има доста лековити билки во малешевијата кои не се искористени доволно. Овие двајца колеги во богатството на малешевијата нашли економски бенефит, но сепак без организиран откуп на нивните производи, математиката не им оди во приход на домашниот буџет. Се исплаќа, ама треба малку и късмет и некоја сигурност да има во пласманот, ама добро е, се исплаќа. Може да се живее, ама некоја пара голема не, иначе за живот има. Во малешевијата пазарот за откуп на плодовите го размрда Агромакс, кој на пазарот во Македонија нуди сушени плодови и зеленчук. На стартот на откупот на сината слива, Агромакс најавува зголемен откуп на сливи за преработка. Монтиравме комора за одржување на слива, која за оваа година ни дава една поголема комоција во работењето, затоа што ќе можеме постојано да држиме по 50 тона сливи на лагер. И очекуваме оваа година, иако се уште со ИПАРДот останува за следната година, да осушиме некаде 80-100 тона сливи, што би значило 20 до 25 тона сува слива. Освен Агромакс и компанијата Зеген ќе ги откупува плодовите од малешевијата и ќе ги нуди на светските пазари под знакот здрава храна. Планираме да го земеме, да откупуваме сето од домашно производство од нашите стари рецепти на разни сокови, од джемови, сладка од шумски плодове, исто така копирот, пичурките, се што успева во малешевијата да го презентираме на пазарите во Србија, Германија, Полска, Румунија, Хрватска и ред други земји. Во светот е тренд здравата храна. Ке успее ли малешевијата со своето изобилство на шумски плодови и лековити билки да се наметне како препознатлив бренд на здрава храна?